Вработување на 300 лица со посебни потреби во државниот сектор, најави синоќа на партиска трибина во Струга премиерот Никола Груевски. Во истата група ќе бидат вработени и лица со хендикеп. Ова одлука била донесена на последната владина седница. Груевски потенцираше дека грижата за пензионерите е неизоставен дел од работата на оваа влада. Пензиите се зголемени за 35%. Паралелно се зголемува и социјалната помош, а ранливите категории се ослободуваат од различни давачки, рече премиерот, споредувајќи со времето кога СДСМ беше на власт, кога пензиите беа намалени за 8%. Останавме посветени за пензионерите, но не само во делот на пензиите. Ние се трудиме да им го подобриме животот колку што можеме и во други делови. Например, 3 или 4 пати ги намаливме драстично цените на лековите. Порано само се зголемуваа. Се сеќавате ли во времето кога на власт беше нашиот политички противник да се намалиле цени на лекови? Не може да се намали, да се сетите бидејќи немало такво нешто. Имаше само зголемување на цените на лековите. Министерот за здравство Никола Тодоров најави ново намалување на цената на лековите. На 15 октомври ќе поевтинат уште 700 лекови. На тој начин овозможуваме лековите да бидат подостапни за граѓаните и што е најбитно да се укинува или многу да се намали разликата, односно доплатата што граѓанинот ја плаќа при купувањето на тој лек. Со оваа политика ќе продолжиме и во иднина. Ова е четврто намалување на цената на лековите. Досега поевтинија 1800 лекови за различни заболувања.